А ќе ја поздравиме нашата Ивана, која не е во студиото надворе, ама да видиме каде е Ивана и што има ново да ни сподели овој понеделник. Добро утро, среќен понеделник, Иванче. Убав понеделник, Сузе, и до тебе. Поздрав и до сите наши гледачи. Убава работна седмица. Ве поздравуваме ова понеделничко утро од Министерството за дигитална трансформација, кое што беше актуелно изминативе неколку денови, односно сите ние со нетрпение ги чекавме новите електронски услуги. Па ова утро ќе разговараме за тоа како функционираат изминативе неколку денови новите електронски услуги кои што се на управата за матични книги и секако новите услуги кои што беа промовирани од страна на министерот со Министерството за здравство, односно со Фондот за здравство. А како функционира овие денови, овие услуги и на какви проблеми може би наидоа и граѓаните и оние кои што работат во Министерството. Во утро ќе разговараме со Љупчо Ристевски, кој што е од кабинетот на министерот, односно од кабинетот на Министерството. Љупчо, ќе ви посакам добро и убаво утро. Од четвртокот официјално почна со работа новите електронски услуги со управата на матични книги. Како се покажа, еве веќе пети ден може би, како што функционира, како се покажа овие денови? Најпрво добро утро на вас и на вашите гледачи. Точно така, од изминатата недела услугите на управата за водење на матични книги се целосно мигрирани на националниот портал за услуги gov.mk. Станува збор за услугите како што се извод од матична книга на родени, извод од матична книга на венчани, извод од матична книга на умрени, како и уверението за слободна брачна состојба. До овој момент е веќе 3 работни дена, до нас нема пристигнато некоја информација за незадоволство од страна на граѓаните, туку напротив, статистиките кои што пристигнуваат се доста позитивни. Иако законскиот рок е до 10 дена да се изгенерира документот, се добива за максимум 3 дена, дури има и позитивни коментари дека некои го добили за 7 до 10 минути. Да, може и овде да видиме дека документот е излезен после неколку минути или ова е само да се прикаже како функционира. Може ли да ни објасните како функционира? Еве, многу луѓе не секогаш веруваат на компјутерите, односно си сакаат да си отидат и да си поднесат и службено лице да им го даде документот, но еве сега може да ни објасните како можат најлесно и едноставно, буквално од дома да се извадат документи. Точно така, да. Па и министерот Андоновски во неколку наврати досега има потенцирано дека одстранувањето на хартиените документи никогаш не било прашање, туку напротив, ние на дигитализацијата треба да гледаме како можност. Државата е должна на граѓаните да им понуди можност. Сега слободен избор на самите граѓани дали сакаат во електронска форма или сакаат во хартиена да го добијат документот. Ова што гледате позади нас, конкретно станува збор за една од трите услуги кои што се за физички лица од Фондот за здравствено осигурување. Ова е снимка од екранот, од мојот кориснички профил. Вчера баш кога се подготвував за емисијата, сакав лично да видам како функционира и дури јас сум позитивно изненаден од ефикасноста. Поднесеното барање е вчера на 25.1. во 18:46 часот, а веќе во 18:47 за една минута сум го добил излезниот документ. Тоа било вчера, недела, попладне, кога сум имал слободно време и денеска веќе можам да го користам без да одвојувам дополнително време и да правам дополнителни планови. Ова буквално подразбира што е суштината на постоењето на Министерството за дигитална трансформација и што е дигитална трансформација во пракса. Односно лесна достапност до документите на граѓаните и елиминирање на непотребното чекање на шалтерите. Да, си заштедуваме време и нерви секако, нели? И покрај тоа што може да се извади овој документ од дома, еве видовме дека буквално за една минута вие го имате документот. Да, нови услуги имаме и со Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија, кој што беа исто така минатата недела промовирани, па што ќе придонесат еве овие нови електронски услуги, односно што можат граѓаните да се извадат од својот дом буквално или од својата канцеларија. Фондот за здравствено осигурување е една широка и комплексна институција од која што
самиот фонд има многу податоци, многу документација, самите граѓани имаат многу потреба. Ова се први услуги кои што ги дигитализиравме. Интересот од страна на раководството, поточно на директорот на Фондот за здравствено осигурување, постои за да се дигитализира самиот фонд, затоа што и на фондот му е улеснува работата дигитализацијата и на корисниците на услугите на фондот, меѓутоа и ги поедноставува самите процеси во рамки на неговата оперативност. Ефикасноста е поголема на институцијата, меѓутоа и задоволството на граѓаните е поголемо. Да, споменавте дека досега немаме некакви проблеми од страна на граѓаните. Дали можеби вие како министерство кој што стои нели за това платформа и кој што ја спроведува оваа дигитализација која што е многу значајна во денешно време за општеството и за граѓаните, можеби наидувате на некои пропусти кои што се направени? Па видете, некогаш е нормално да има и да речеме не пропусти, туку проблеми, затоа што сепак имате технички дел, имате база на податоци, имате фактор човек се работи за бројки, за документи. Меѓутоа би сакал да искористам оваа прилика да ги пофалам и да им се заблагодарам на колегите во министерството, најпрво од контакт центрите за поддршка на корисници, потоа од центрите за услуги на Министерството за дигитална трансформација кои се низ државата, како и на самите вработени во Министерството за дигитална трансформација, кои секогаш на љубезен начин пробуваат да дојдат до ефикасно и брзо решение во интерес на граѓаните. Да, улични услуги кои што можат да се користат веќе неколку денови, така што ќе можат граѓаните да си заштедат и време и нерви и да не возат нели осворки за да одат до институција. А што е следно во поглед на дигитализацијата? Ние имаме еден стратешки пристап кон дигитализацијата. Понатаму продолжуваме да се водиме од потребите на граѓаните, од заложбите на владата за дигитална трансформација на Македонија. Уште многу услуги, поврзување на институциите преку платформата за интероперабилност, DMS системот, заштита во сайбер просторот преку формирање на новиот ЦИРТ и уште многу други услуги во интерес на граѓаните. Да, очекуваме нели целосна дигитализација и нели помалку чекање по гужвите. Јас ќе ви се заблагодарам, Липчо, за вашето одвоено време, што еве ова утро за гледачите на Алфа телевизија им појаснивме малку нели како функционира ова. Некои луѓе нели секогаш се скептични, но еве верувам дека ќе испробаат и дека ќе видат дека ова беспрекорно функционира и дека ќе можат за една минута да се извадат документ буквално од седење во фотеља дома. Ви благодарам. Ви благодарам на можноста. Да, Суза, ние ќе ве поздравиме од овде. Верувам дека појаснивме малку како функционираат новите електронски услуги кои што беа промовирани минатата недела и веќе нели се во функција. Доколку немате прашања од студио, ќе ве поздравам од тука. Ви благодарам многу, немам прашања, само ќе кажам дека вака изгледам се многу едноставно, но се надевам дека ќе се снајдат добро и повозрасната генерација, пензионерите на кои навистина оваа дигитализација не им паѓа лесно, не на сите, но да се надеваме дека ќе имаат младите трпение да ги воведат во сите овие новини кои од дома со неколку клика можат навистина да им ги поедностават нештата.